Ви благодарам што се информирате преку Слободен печат. Еве што има ново. Се појави снимка од серискиот убиец во Старо Негоричане. Се обидува да влезе во куќата на постара жена. Телевизија Телма објави видео снимка од осомничениот за серија брутални убиства во Кумановскиот регион. Случај што ја потреса јавноста и отвори сомнежи за повеќе нерешени смртни случаи. На видеото кое е снимено од камери на една од куќите во близина, се гледа младиот маж од околината на Старо Негоричане, кој веќе е во притвор поради свирепото убиство на 78 годишна жена. Како се обидува да влезе во куќа на вратата, но вратата е заклучена. Според изворите на Телма, се работи за дом кој се наоѓа близу местото познато како Коински мост, а во куќата живеела сама повозрасната жена. По 3 часа поминати во истражниот затвор Скопје во Шутка, поранешниот вице-премиер Артан Груби ќе биде спроведен на распит во основното јавно обвинителство Скопје. По повеќе од една година Груби ги заврши обврските и се врати во Македонија, но не кај неговото семејство, туку во истражниот затвор Скопје во Шутка. Иако во утринските часови како бомба одекна информацијата дека Артан Груби е уапсен. Од фотографиите и видеата најверојатно снимени од истражните органи, а кои беа објавени само на некои медиуми, можеше да се забележи дека Груби доброволно се појавил на граничниот премин Блаце, го предал пасошот и лежерно, со насмевка, им ги подава рацете на полицајците за да му стават лисици. Откако културно беше уапсен, Груби за кратко беше однесен во Шутка, а директорот на затворот Бобан Утковски за Слободен печат ја потврди информацијата. Дошол без адвокат, не бил во посебна келија, ниту имало посебно обезбедување. Груби е осомничен за проневера во службата, затоа што председавал со владина седница во моментот кога владата ја задолжила државна лотарија да набави ВЛТ терминали за да почне самостојно да организира електронски игри на среќа. Од СДСМ вела дека апсењето на Артан Груби е политички договор, обвинувајќи ја владеачката ВМРО ДПМНЕ дека има договор со ДУИ, исто како што имала кога го пуштиле поранешниот вице-премиер да побегне од државата пред повеќе од една година. Како што се договорија да го пуштат, така сега се договорија да се врати. На овој начин ВМРО со поддршка од ДУИ сака да го покрие најголемиот наркоскандал со 5 тони дрога, кој води до врвот на владата на Мицкоски, но и бројни скандали со криминални тендери, за кои повеќе од 80 дена нема никаков одговор, велат од СДСМ. Од ВМРО ДПМНЕ возвратија дека разбираат оти во СДСМ се нервозни и фрустрирани зашто Артан Груби е уапсен. И како што велат сега може да изнесе податоци за аферите и криминалите за кои здружено работеле со Зоран Заев, Вице Заев, Оливер Спасовски, Венко Филипче. Затоа од СДС се обидуваат да ги зацкријат трагите и на овој начин да се спасат себеси, се вели во реакцијата на владеачката партија. Демократската унија за интеграција позитивно ја оценува одлуката на Артан Груби да се врати во земјава, со што се создава можност преку транспарентна, правична и непристрасна постапка да се изнесат сите аргументи и да се разјаснат сите прашања. ДУИ останува непоколеблива во ставот дека правдата мора да биде еднаква за сите, без селективност, без двојни стандарди, без политички влијанија, велат од партијата. Кој се ќе оди курбан заедно со Груби? Дали ќе му го зададе фаталниот удар на Ахмети? Прашуваат од вреди. Оттаму оценуваат дека откако ДУИ катастрофално изгубиле на локалните избори минатата година и паднаа во вода сите лажни ветувања на незиниот лидер Али Ахмети за предвремени избори и наводен влез во владата. На Груби не му останува ништо друго освен да се соочи со сопствените гревови. Велат дека конечно се предала црната кутија за владење на Демократската унија за интеграција. Артан Груби. Објавената вест изминатите денови е манипулативна и неточна. Не станува збор за каков било тимбилдинг, туку за редовна јавна набавка, изјавија од владата за Слободен печат, откако во медиумите беше објавено дека генералниот секретаријат планира да потроши околу 80.000 евра за 3-дневни обуки за административни службеници во Охрид, Берово и во Струмица. Од владата тврдат дека договорот е сукцесивен, без обврска обуките да се реализираат доколку нема реална потреба и интерес, а и дека станува збор за редовна годишна набавка.
Дојава за бомба ја прекина наставата и ги испразни речиси сите училишта во Тетово. Учениците и наставниците ги напуштија објектите и заминаа дома. Како што објави Тетово Инфо, училиштата се проверени од полициски службеници, а учениците и наставниците се евакуирани. Од почетокот на второто полугодие во Тетово имаше повеќе вакви дојави за бомби пратени до електронските пошти на училиштата. Но денес таква информација била испратена до тетовската полиција. Поради влошената безбедносна состојба во Мексико, Министерството за надворешни работи и надворешна трговија апелира до македонските државјани кои се наоѓаат на територијата на Мексико да ја напуштат земјата во прва можна и безбедна прилика. Во исто време се препорачува одложување на сите патувања кон Мексико кои не се од итен и неопходен карактер. Еден маж загина во Хрватска откако чамец со мигранти се превртел во реката Уна. Полицијата за време на надзор на државната граница рано изутрината слушнала повик за помош. На местото на настанот биле упатени полициски патроли, а биле повикани и други итни служби. До сега е пронајден еден жив маж, како и едно тело на непознат маж. Утврдено е дека дошло до превртување на чамец со кинески мигранти, во кои се наоѓале повеќе луѓе. Земјите членки на Европската Унија веројатно нема да постигнат договор денес за предложениот нов пакет санкции против Русија, изјави шефицата на европската дипломатија Каја Калас. Будимпешта вчера објави дека ќе го блокира одобрувањето на 20-тиот пакет европски санкции против Русија поради прекинот на испораките на руска нафта преку нафтоводот Дружба. Иран денес предупреди дека ќе го смета секој напад врз негова територија, вклучително и ограничени напади за акт на агресија, во време кога Вашингтон го зголемува својот воен притисок врз Техеран. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека размислува за ограничен воен напад врз Иран, доколку Техеран не постигне брзо договор со САД. Иран и САД ќе одржат трета рунда нуклеарни разговори во четврток во Женева. Интересна појава е забележана оваа недела крај брегот на хрватскиот остров Црес, откако човек доставил видеоснимка од голема ајкула што се движи низ Јадранското море до институтот Син свет. Иако квалитетот на видеото не е сосема јасен, експертите врз основа на карактеристичниот облик на грбната перка заклучија дека најверојатно станува збор за џиновска ајкула, вториот најголем вид ајкула и риба воопшто во светот. И покрај импресивната големина и изглед, таа не представува никаква опасност за луѓето и воопшто не се храни со месо. Шокантна несреќа се случи во саботата во Истанбул, кога 48 годишен маж Саваш Д се прегазил со својот автомобил. Додека возилото се движело наназад, повредениот одеднаш паднал од возачкото место. Додека се обидувал да свати што се случило и сакал да застане на нозе, автомобилот поминал врз него. Автомобилот без возач удрил во него и го заглавил меѓу возилото и ѕидот. Тој завршил со повреди, а и автомобилот е оштетен. Трагедија го погоди Непал рано утрово, кога автобус преполн со патници кои се движел кон главниот град на земјата Катманду скршнал од курсот на планинскиот пат, при што загинале 18 лица, а уште 28 биле повредени. Според полицијата, автобусот што превезувал десетици патници кратко по полноќ излетал и се стркалал по планинска падина и завршил на брегот на реката околу 80 километри западно од главниот град. Спасувачките екипи пристигнале на местото на настанот кратко по несреќата и ги извлекле повредените од урнатините, префрлајќи ги во болници на лекување. Автобуските несреќи се чести во Непал, главно поради лошата состојба на патната мрежа и лошото одржување на возилата. Холандија официјално го доби својот најмлад и прв геј премиер. Името Роб Јете денес ја пишува холандската историја, откако кралот Вилем Александар официјално ја потврди својата малцинска влада. Јетен 38 годишен ја предводеше својата прогресивна проевропска партија Д66 до изненадувачка изборна победа минатиот октомври.
Убава вест за велосипедистите. Нова алатка што ќе им го олесни движењето. Организацијата Travelers Велосипедизам неодамна одбележа 5 години постоење и 10 години од Travelers.mk, а исто така ја представија и апликацијата Travelers Cycling Macedonија, прва од ваков тип во земјава. Апликацијата е наменета за сите кои го користат велосипедот, било како превозно средство, рекреација или авантура. Оттаму нагласуваат дека со апликацијата може да се испланира безбедно движење по означени велосипедски рути, потоа да се најде велосипедски паркинг, сервисен пункт, а исто така се добиваат известувања и совети за препреки, настани и градски локации. Гледавте вести, благодарам на довербата, продолжете да се информирате преку slobodnpečat.mk.